Со рекорден број учесници по 9 пат денеска низ улиците во Скопје се одржа Скопскиот маратон. Ова е првата вест за денешното неделно издание на Урбаните вести. А еве што ќе гледате понатаму. Третиот влез во Радишани темално реконструиран. Жителите на Кисела Јабука и Волково ќе добијат ефикасно водоснабдување. Успешно реализирана акцијата за собирање на 5 амбалажа на Пакомак. Агенцијата за електронски комуникации објави трет повик за 4G мобилна мрежа. Завршија градежните работи на улицата Боро Кралевски во населбата Радишани, како и незиниот ново проектиран крак со вкупна должина од 500 метри. Во реализацијата на проектот беше поставена и фекална и атмосферска канализација. Прилог на Андријана Димитриевска. Општина Бутел продолжува со реализацијата на ветените проекти на градоначалникот Петре Латиновски. Завршија градежните зафати на третиот влез на населбата Радишани, на кој се работеше подолго време. Имено станува збор за улицата Боро Кралевски и незиниот ново проектиран крак со вкупна должина од 500 метри. Во реализацијата на овој проект, кој траеше подолго време, најнапред беше поставена фекална и атмосферска канализација, а потоа беа направени подпорни ѕидови на крајните куќи од улицата. Направени се и нови тротоари со бекатон плочки, а исто така и коловозот доби и нов асфалт, со што комплетно е решен долгогодишниот проблем на граѓаните од улицата Боро Кралевски, попознатата како трет влез на населбата Радишани и особено за граѓаните од ново проектираниот крак. Изведувач на работите беше Пелагонија Гостивар, а за проектот се потрошени околу 10 милиони денари. Со ново проектираната улица и со проблемот кој што имаше токму во овој дел на населбата Радишани, успеаме заедно со градот Скопје, успеаме да го решиме, да го надминеме тој проблем на големо задоволство на граѓаните на општина Бутел. Ние во ова населено место, планираме и улицата Амди Демир и улицата Скоевска да извршиме едно целосна санација и реконструкција. Со тоа мислам дека населбата Радишани на вистина ќе го добие оној сјај и оној блесок кој што во последните години, од година на година, го доградуваме и надградуваме. Покрај улицата Боро Кралевски, во план е да се прошируваат и реконструираат и други улици, како и булевари. Еден од нив е и булеварот Христијан Тодоровски Карпош, а ќе следи и проширување и реконструкција на улицата Босна и Херцеговина, каде што со проширувањето ќе се добијат 4 сообраќајни ленти. Жителите на Кисела Јабука и Волково ќе добијат нова водоводна мрежа во должина од 2500 метри, со што видно ќе се подобри квалитетот на водоснабдувањето и во овие делови од општината. Водоводната мрежа би требало да биде готова до крајот на месец јунија, за неа се издвоени 230.000 евра. Ивана Митковска. Проблемите со дистрибуција на здрава вода за пиење и слабиот притисок со кои години наназад се соочуваат жителите од делови од Волково Пржина, Кисела Јабука и Волково ќе станат минато. Екипи на Енергомонт од Скопје деновиве интензивно работат на нова водоводна мрежа во дел од населените места во општината Ѓорче Петров. Старата водоводна инсталација во овој дел од општината беше со мал капацитет и не ги задоволуваше потребите на потрошувачите. И ова беше еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат граѓаните во руралните делови од Ѓорче Петров. Неодамна нова водоводна мрежа во должина од 650 метри добија и жителите на Даме Груев, а сега по ефикасно водоснабдување ќе добијат и населените места Волково, Волково Пржина и Кисела Јабука. Со изградбата на новите краци во вкупна должина од 2500 метри, видно ќе се подобри квалитетот на водоснабдувањето и во овие делови од општината. До крајот на јуни оваа година ќе завршат градежните работи, а низ новата мрежа ќе протече здрава вода за пиење од градскиот водовод. Проектот чини 230.000 евра, обезбедени од грант средства од Светската банка по апликација на општината со готови проекти. Од општината информираат дека подобро водоснабдување наскоро ќе добијат и жителите од останатите рурални населени места, како и од централното подрачје на општината Ѓорче Петров. Без непријатна миризба и расфрлан отпад, поубава слика низ улиците во градот без да се гледа ѓубрето, е предноста на новите подземни контейнери што беа поставени на 14 локации во општина Центар и на 2 во Чаир.
Граѓаните постепено се навикнуваат на нивно користење, иако засега се уште до нив на некои локации стојат и старите контейнери. Тие ќе се повлекуваат постепено за нивната функција целосно да ја заменат новите подземни. Засега подземни контейнери беа поставени зад градежниот факултет, спроти кафеаната Скопски Мирак, спроти Дрводекор, наголо од улиците Максим Горки и Даме Груев, на паркингот кај тргот Текстил, спроти трговскиот центар Амстор и на уште неколку други локации. Подземни контейнери ќе се поставуваат и во другите општини, за што се очекува распишување на нов тендер. Компанијата Пакомак во соработка со неколку скопски општини успешно ја реализираше акцијата "Собираме амбалажа пластична за околина чиста и фантастична". Најуспешно училиште во акцијата од општина Газибаба е основното училиште Крумтошев. Елизабета Дамјановска. Деновиве се сумираа резултатите од спроведената екоакција за собирање на 5 пластичен амбалажен отпад, која се спроведе во училиштата од територија на општина Газибаба. Ова акција, која се спроведуваше под мотото "Собираме амбалажа пластична за околина чиста и фантастична", е спроведена од Пакомак во соработка со општина Газибаба, во основното училиште Крумтошев. Како најуспешно училиште во оваа акција организираа настан на кој присуствуваа представници од Пакомак и општината, на кои се доделуваа топки за најзаслужните одделенија во собирање на пластична амбалажа, со цел да се мотивираат и поттикнат во понатамошните активности. Освен во општина Газибаба, проектот се спроведуваше и во училиштата од општина Карпаш. Целта на проектот е да се создадат здрави еколошки навики за почиста околина, да се создаде навика за селекција и рециклирање на отпадот и досега е одлично прифатен од учениците, родителите и наставниците. За таа цел, Пакомак постави пластични контейнери и донираше апарати за течен сапун во сите училишта. Поради успешната соработка од страна на Пакомак, беа донирани и бели рози, кои на денот на пролетта беа засадени во училишните дворови. По неуспешните два јавни повика, Агенцијата за електронски комуникации објави и трети јавен повик за 4G мобилна мрежа. Оваа понуда на сите три оператори во земјава им овозможува да ги добијат 4G радиофреквенциите. Секој блок ќе се продава по 10 милиони евра, а дополнително ќе се понудат уште 3 подблока по цена од 2 милиони евра. Агенцијата за електронски комуникации објави јавен повик за продажба на 3 блока радиофреквенции наменети за четвртата генерација мобилна телефонија 4G. Секој блок ќе се продава по 10 милиони евра, а дополнително ќе бидат понудени уште 3 подблока по цена од 2 милиони евра. Со оваа понуда, која им овозможува на сите три оператори да добијат 4G радиофреквенции, се очекува Агенцијата за електронски комуникации конечно да ги додели по двата неуспешни обида. АЕК на вториот тендер ја намали цената за радиофреквенција од 25 на 15 милиони евра и го намали условот за покривање на територијата на земјата со 4G сигнал од 95 на 85% за период од 4 години. Радиофреквенциите од четвртата генерација овозможуваат 10-кратно побрз интернет и проток на податоци преку мобилни уреди отколку капацитетите на постојните мрежи. Овие радиофреквенции ќе станат достапни по 1 јуни, кога ќе се ослободат од исклучувањето на аналогниот ТВ сигнал и преминат на дигитално емитување. Според плановите, 4G мобилните мрежи треба да бидат ставени во функција од септември. 4G мобилната мрежа исто така ќе биде покриена со новата опрема која пред извесен период Агенцијата за електронски комуникации започна да ја користи за мерење на квалитетот на услугите на операторите. Новата мерна опрема е поставена на зајчев рид, а со неа АЕК ќе ги мери сите параметри на условите што ги даваат операторите. Новата мерна опрема се состои од 3 опремени комбиња, од кои едното останува во Скопје, а другите се наменети за Битола и Штип. Еве што ќе гледате понатаму во денешното издание на Урбаните вести. Спорт. Арсенал со спортската фирма Пума го подпиша најголемиот спонзорски договор во Премиер лигата вреден 202 милиони евра. Актуел, славните личности имаат чудни и луди барања. Арсенал со спортската фирма Пума го подпиша најголемиот спонзорски договор во Премиер лигата вреден 202 милиони евра. Веднаш по рекламите следуваат и спортските вести.